Клириншки интербанкарски систем или КИПС е клучниот играч во платниот промет во државата. Сите меѓубанкарски плаќања до 1 милион денари по поединечна трансакција практично се извршуваат преку клириншката куќа. Што тоа значи? Кои видови безготовински плаќања се вршат преку КИПС? Разговараме со Сандра Томановиќ, директор на Дирекцијата за платни системи на КИПС. Томановиќ, добро дојдовте во емисијата Финсайт. Ви благодарам за поканата и за интересот за темите за кои што ќе разговараме и благодарам што овие теми се во една од првите 5 ваши емисии. Ви благодарам. Може ли за почеток да не кажете кои се безготовински трансакции поминуваат преку вас? Да. Па би сакала да дадам контекст прво на мојот одговор. Безготовински плаќања има 3 вида. Тоа се кредитните трансфери, тоа значи принос на средства од сметка на сметка. Директните задолжувања, кои што се исто така принос на средства од сметка на сметка, меѓутоа со претходна согласност на плаќачот и плаќање со кредитни картички. Во Македонија застапени се првиот тип и третиот од овие 3, значи кредитните трансфери и плаќањата со платежни картички. Каков е соодносот? Вкупниот број на безготовински плаќања во државата просечно месечно во текот на 2005 година е околу 20 милиони. Соодносот е околу 70% кај плаќањата со картички, а 30% учество на кредитните трансфери. Клириншката куќа КИПС, како што и вие во најавата кажавте, ги обработува плаќањата со картички кои што се до милион денари на поединечно плаќање преку платниот систем КИПС со истото име како и компанијата, додека останатите меѓубанкарски кредитни трансфери се обработуваат преку платежниот систем кој што го води Централната банка МИПС. Така, по колку трансакции дневно се прават? По колку поминуваат низ КИПС? Да. Кредитни трансфери кои што се обработуваат преку КИПС се во просек околу 100.000 дневно, односно 2 милиони во тек на месецот просечно, со една напомена дека можноста за плаќање во работни денови, што значи дека тој просек се однесува на работните денови. Во однос на вредноста, значи од прилика околу 2,7 милиарди денари е дневниот просечен износ на вкупниот износ на обработени трансакции, односно околу 56 милиарди денари просечно месечно. Томановиќ, да направиме една паралела. Какви се безготовински плаќања има во Европа, а каде сме ние? Па во воведот кажав дека кои 3 типови на безготовински плаќања постојат глобално и кои се кај нас присутни. Меѓутоа не спомнав тоа што е ново што се случува, односно не е толку ново глобално и во Европа, меѓутоа станува новитет кај нас. Значи тоа се така наречените инстант плаќања. Во светот може да се сретнат со повеќе термини присутни, како брзи плаќања, како итни плаќања, како инстант плаќања. Меѓутоа во Европа се усвоен е терминот инстант плаќање и како таков го превзимаме ние тука во Европа. Инстант плаќањата тоа се плаќања во реално време, исто така се однесува на кредитни трансфери, значи плаќање од сметка на сметка и се случуваат во рамки на неколку секунди. Европа е многу карактеристична во однос на инстант плаќањата затоа што во состав на СЕПА проектот Европскиот платен совет покрај другите типови на безготовински плаќања ги стандардизира. Во текот на 2017 година веќе е донесена на ниво на Европа регулативата за инстант плаќањата и тие се извршуваат на стандардизиран начин во сите земји во Европа. Таа стандардизација значи дека трансакцијата треба да се заврши во рок од 10 секунди во моментот. Максималното ограничување на износ на трансакција е 100.000 евра. На техничко ниво употребен податочен стандард за размена на трансакцијските пораки е ISO 20022 и дека средствата треба да бидат веднаш достапни на примачот. Ние веќе сме дел од СЕПА. Овие придобивки ги користиме или?
Да, уште би сакала само кратко да кажам што се случува во Европа во однос на инстант плаќањата. Значи, до сега се остави простор имплементација на инстант плаќањата и сите земји во Европа со мал исклучок ги поддржуваат, ги овозможуваат на своите клиенти. Меѓутоа, во текот на 24 година се донесе нова регулатива за инстант плаќањата во Европа и таа всушност придонесе за целосна примена на инстант плаќањата во Европа, а кои се 4 клучни работи од оваа европска регулатива во насока на поддршка на инстант плаќањата? Тоа е дека сите даватели на платежни услуги кои што нудат стандардни кредитни трансфери треба да понудат на крајните корисници и инстант кредитни трансфери. Понатаму, цената кон крајниот корисник за инстант кредитен трансфер не треба да биде повисока од таа која што е за класичен кредитен трансфер или стандарден. Понатаму, плаќачот, оној кој што плаќа, при плаќањето треба да му се овозможи да направи верификација на примачот, во смисла, нели, да му се прикаже името, презимето на примачот и да потврди дека стварно редовна проверка на рестрикцијските листи во однос на клиентите треба најмалку еднаш дневно да се направат, за да се исклучи онаа можност дека банката проверила дека некој клиент спаѓа на некоја така наречена црна листа и тоа за подолг период да остане така, значи редовно да се проверуваат од страна на давателите на платежни услуги овие листи, за да може оние клиенти кои што имаат можност да платат или примат инстант да може да ја користат овој тип на трансакција. Значи ова се 4 работи кои што се случија во Европа и веќе обврските фазно се применија едната во јануари 25 година, сега втората фаза во октомври 25 година и со тоа сите даватели на платежни услуги во Европа кои што овозможуваат стандардни класични кредитни трансфери треба да ги овозможат инстант плаќањата и заклучно со октомври 25 година околу 80% од давателите на платежни услуги во СЕПА зоната овозможуваат инстант плаќања, а додека 91% од оние во еврозоната исто така ги овозможуваат инстант плаќањата. Сега каде сме ние? Да, а додека бројката па заклучно вториот квартал на 25 година на учество на инстант плаќањата во вкупните кредитни трансфери на ниво на СЕПА е околу 27%. Меѓутоа сега со овие новите измени на регулативата кои што финално завршија во октомври, во следните месеци и следната година се очекува голема промена на учеството на инстант плаќањата во вкупните кредитни трансфери. Народната банка ја додели на КИПС лиценца за оператор за инстант плаќање. Што тоа ќе значи? Кои ќе бидат бенефитите прво за граѓаните, потоа и за бизнисот, па и за државата? Да. Тука ќе искористам прилика прво да дадам мал вовед во дејноста на КИПС, за да се добие представа што значи самата дозвола која добивме од Централната банка. Главната дејност на КИПС е оператор на платен систем за класични кредитни трансфери. Значи тоа се кредитни трансфери со одложено нето порамнување. Предпоставувам за добар дел од публиката која што ќе слуша или гледа оваа емисија знаат дека нели парите кои што се обработуваат преку КИПС се на сметката на примачите се после 2,5 или 3 часот. Тоа е главната дејност и компанијата со таа цел е формирана во 2001 година кога и беше големата последна трансформација на платниот промет во државата. Во Македонија следната голема трансформација која што е во тек е со носењето на законот за платежни услуги и платни системи кој што се донесе во 22 година, а започна со примена постепена во 23 година. Оврска беше за КИПС, иако постоечки, да добие дозвола, иако со постоечка дејност, да добие за оваа дејност како оператор на платен систем дозвола од Централната банка за постоечкиот платен систем за класични кредитни трансфери. Таа дозвола ја добивме во мај 24 година. Следеше веднаш после тоа подготовка за добивање на дозволата за работа како оператор за инстант кредитни трансфери,
а веќе неколку години претходно започнавме со имплементација на системот за инстант плаќања. Самата имплементација најпрво започна со истражување на прицена на европскиот пазар, што се случува, како се поставени системите, што овозможуваат. Иако меѓу последните во Европа ги имплементираме инстант плаќањата, сепак од инсталациите кои што постојат и системите кои што постојат научивме многу, за да знаеме како да го дизајнираме системот во Македонија. Истовремено работевме со банките и со двата трезора да го дизајнираме системот. Истиот е целосно усогласен и со домашната платежна регулатива, значи Законот за платежни услуги, платни системи и подзаконската регулатива која произлегува од истиот, како и СЕПА правилата за инстант плаќања. Меѓутоа, секаде каде што регулативата дозволува, во самиот систем имплементирани се сите национални карактеристики. Во исто време, додека се подготвувавме за добивање лиценца, кој што е регулаторен дел, значи целосно работевме и на техничкиот аспект и во моментот системот е поставен, инсталиран. Со банките исто така во изминатиот период работевме во смисла на доставување на техничка документација, одржување работилници со нив, упатување во системот и веќе имаме неколку банки кои што на техничко ниво ја извршиле интеграцијата со системот, а останатите се подготвуваат. Кои ќе бидат придобивките? Што ќе добиеме ние граѓаните? Да, значи самите инстант плаќања глобално се дефинирани како новите плаќања и оние плаќања кои што треба да го заменат кешот. Тоа е главната карактеристика на инстант плаќањата. Секаде онаму каде што плаќаме со кеш, а доста плаќаме со кеш и во нашата земја, меѓутоа и глобално кешот се уште доминира, па дури во оние земји кои што ги сметаме како за кешлес, безготовински, сепак доминира кешот, значи треба да биде замена за кешот. Тоа пак овозможува, значи самите примачи веднаш да ги добијат парите, зголемување на ликвидноста кај правните лица, многу по-згодно, поедноставно плаќање од самите плаќачи, ако збориме веќе за самите граѓани, на многу едноставен начин тоа да се изврши. Самите примачи веднаш да ги добијат средствата, кај бизнисите тоа значи дека може полесно да управуваат со ликвидноста, затоа што веднаш ќе ги имаат средствата и дава можност за се разбира доколку за тоа има стратегија која што ќе биде усогласена помеѓу сите засегнати страни, да се направи стратегија за намалување на сивата економија, а и правецот во кој што се движат работите кај нас, дигитализација на услугите кои што ги дава самата држава, исто така да инстант плаќањата тука многу да придонесат. Да, сите зборуваат дека токму еден од начините за намалување на сивата економија е да се истисне кешот од употреба, да се зголемат плаќањата, може со овие инстант плаќања. Да, со инстант плаќањата, значи дефинитивно услугите на давателите на платежни услуги, тука спаѓаат банките, меѓутоа и други субјекти, и продуктите кои што тие ќе ги понудат за да може овие инстант плаќања и да се иницираат, меѓутоа и да се примаат, се прави по-атрактивни се прават овие сите услуги. Колку постојната регулатива во Македонија е доволно флексибилна за да го следи овој тренд на дигитализација? Да, како што напоменав и претходно, самата регулатива е донесена, Законот за платежни услуги, платни системи, во текот на 22 година, по-конкретно во април. Понатаму до крај на истата таа година се донесе најголем број од подзаконските акти, каде што се додефинира деталите и имплементацијата започна во 2023 година и си има една постои агенда, значи временска рамка за имплементација на различните барања кои што таа регулатива ги содржи. Што се однесува конкретно за инстант кредитните трансфери, од регулаторен аспект, тие се опфатени секаде во регулативата каде што се регулира делот за кредитни трансфери. Тука нема разлика дали станува збор за стандардни, класични кредитни трансфери или инстант, значи истите одредби од регулативата се однесуваат и на двата типа на кредитни трансфери.
Меѓутоа, самиот закон и подзаконските акти нудат многу можности за напредок, за инновации, а впрочем, доказ на тоа е што е целосно фактички во тој закон и во подзаконските акти транспонирана европската платежна регулатива и ако се погледнат различните закони во различните земји, истите всушност ја содржат истата рамка на европската регулатива, само нели прилагодени за конкретната земја согласно незините некои специфики. И тоа е случај кај нас сега со новата регулатива. Очекувате либерализација во овој сектор и влез на нови субјекти? Да, значи самиот закон тоа веќе го предвидува либерализација. Сега конкретно ќе би укажала на тоа што законот овозможува и нови даватели на платежни услуги. За нас се сега познати банките, нели? И тие ќе си останат секако во овој дел. Меѓутоа, штедилниците се исто така во оваа група во даватели на платежни услуги, меѓутоа имаме и нови, ајде да кажам, 3. Тоа се платежните институции, ќе се задржам малце кратко на секој од нив, да дадам едно појаснување. Институциите кои што работат со електронски пари и институциите кои што нудат услуги во доменот на отвореното банкарство. Платежните институции се оној тип на субјект кој што дава платежни услуги во врска со плаќањата. Попластично, истата ја имаат дејност како и банките во делот на плаќањата. Клиентите, било да се правни физички лица, имаат можност да отворат сметка, на тие сметки да имаат, да ги чуваат своите средства и да извршуваат плаќање и да примаат плаќање. И кај овие институции, значи кај платежните институции, главната дејност е плаќањата. Тие не можат да овозможат, например, штедење или да даваат кредити. Тоа не го овозможува законот за нив, тоа нели работа на банките. Не можат ни да влезат во минус како што не дозволуваат банките. Да. Меѓутоа, ги имаат сите можности во врска со плаќањата и со сметките како и банките. Се разбира и нивното работење е целосно регулирано од страна на регулативата и тие добиваат дозвола за работа од Централната банка, која што е исто така една, да кажам, сериозна и строга процедура за да може да добијат дозвола. Институциите кои што работат со електронски пари во основата се платежни институции со, да кажам, една понапредна можност во доменот на давање услуги кон крајните корисници, тоа е да им овозможат работа со електронски пари, што повторно после ковид, значи им овозможуваат користење на дигитални паричници во кои што нели се наоѓаат овие електронски пари и со помош на нив нели да ги извршуваат своите плаќања. Тие можам уште само да напоменам и овие двата типа на субјекти, како што кажав, се рамноправни со банките во доменот на плаќањата и согласно тоа може да бидат учесници во платните системи рамноправно како и банките, што значи дека може да бидат учесници во платниот систем KIPS и во платниот систем MIPS, како и во новиот платен систем на KIPS за Instant, како директни или како индиректни учесници. И последната категорија се оние субјекти кои што даваат услуги во доменот на отворено банкарство. Кај отвореното банкарство, или можеби попознато со англискиот термин Open Banking, две функционалности ги даваат овие субјекти, тоа е иницирање на плаќања и информации за сметки. Со тоа што клиентите кои што би користеле услуги од овие субјекти не отвараат сметки кај нив и не чуваат средства, туку само ги користат апликациите, решенијата кои што овие субјекти им ги даваат. За да може да ги искористат платежните услуги и да бидат даватели на платежни услуги од отворено банкарство, банките треба да ги, условно кажано, да ги отворат своите системи, за да може да пристапат овие даватели на платежни услуги до системите на банките, за да се иницираат плаќања и да се добијат информации за сметки. Предпоставам дека се уште е ова малце по-теоретско објаснување. Да, реално за колку време ние би ги користеле овие сите услуги? По-практично, еве само да кажам што значи. Тоа значи, например, со една апликација од некој што дава услуга за отворено банкарство, еве на мобилен, да речем, уред, ќе може секој од нас да пристапи до сите
до сметките во сите банки во кои што ги има овие сметки, да иницира плаќања кон тие сметки и исто така да добива информации за тие сметки, состојба или преглед на трансакции или лимити и така натаму. Значи тоа е улогата на овие даватели на услуги во доменот на отворено банкарство. Ние кога можеме, да, платежните институции електронски пари веќе има три субјекти кои што имаат добиено дозвола за работа од Централната банка и нели очекуваме во секој момент да започнат. Може тие да се видат, достапни се во регистарот кој што Централната банка го објавува со платежни институции на електронски пари кој што е достапен на веб страната на Централната банка. Отвореното банкарство, според таа агенда на Законот за платежни услуги и платни системи, предвидува отвореното банкарство да започне да функционира на 1 март 2026 година и после овој период очекуваме дека ќе има и субјекти кои што ќе даваат услуги во доменот на отвореното банкарство. Така, а кои новини може да се граѓаните и бизнисот да очекуваат од вас? Да, значи инстант плаќањата е нешто што е најновото. Од нас и тука очекуваме голема перспектива пред се за целото општество, а ние нели како оператор. И тоа на кое што се осврна во дискусијата денес беше нашата улога како оператор на платен систем и системот кој што го поставивме во однос на нашата улога како оператор на платен систем, тоа е централното решение за инстант плаќања. Централното решение за инстант плаќања е со основни функционалности е размена на трансакцијски пораки преку измеѓу давателите на платежни услуги по правилата на СЕПА и се разбира домашната регулатива и порамнување на меѓубанкарските трансакции во реално време. На овој начин работат сите решенија во однос на сите решенија кај операторите на платни системи и сите се базирани на функционалностите на ТИПС решението кое што го овозможува Централната Европска банка. И тука е строго регулирано, стандардизирано, нема многу можности нели да се излегува надвор од тие рамки, тие сите системи личат едни на други. Меѓутоа, успехот кај инстант плаќањата специфично е во каналите, односно апликациите, решенијата кои што треба да им се дадат на користење на крајните корисници. Значи сега, во моментот, кај класичните кредитни трансфери во Македонија имаме 3 канали, односно решенија преку кои што се извршуваат плаќањата. Тоа е шалтерот, веб банкарството и мобилното банкарство. Кај инстант плаќањата, со оглед на тоа дека се плаќања во реално време, треба да се случат брзо, треба да има апликации кои што одговараат на нешто што се случува во реално време, затоа што инстант плаќањата треба да бидат применети и во трговија на продажните места. Сега, например, најчесто ако безготовински плаќаме, не најчесто, него исклучиво безготовински плаќаме со картички на продажните места. Значи, треба да имаме можност и кредитен трансфер да биде овозможен на продажните места. И бидејќи видовме од праксата во Европа што е клучот за успех кај инстант плаќањата во една земја, дека дефинитивно не го прави централното решение, од страна на КИПС е поставена уште една платформа со апликации за крајни корисници преку кои што ќе може да се плаќа, значи за потрошувачите и апликација за трговците и државата кои што ќе ги примаат овие плаќања. Со тоа што улогата на КИПС е само технички добавувач на овие решенија, технички провајдер, додека банките ги користат од наша страна како добавувач и банките се понатаму даватели на платежни услуги од овие решенија, односно им ги даваат на располагање на крајните корисници. Практично што значи тоа? Дека ќе може со апликацијата која што ќе користат сите банки, која што ќе биде брендирана, позната, значи во државата, да може да се извршуваат плаќања
во сите релации физичките лица кон други физички, кон правни лица, правните исто така кон сите категории плаќања кон државата со таа апликација, меѓутоа и повеќе на физичките места на трговија и на вебсајтовите кои што сега може само со картички да може да се плати исто така со овие апликации, значи во трговија ќе се плаќа со QR кодови и NFC технологија. Иднината е токму во тоа, меѓутоа реално за колку време очекувате се ова да се случи, во наредни 5 или 10 години? Не, ние очекуваме почетокот да биде следната година и веднаш потоа по почетокот забрзано значи да се започне со примената. Секако дека доколку се настапи стихино, не би требало да очекуваме некој не знам каков резултат. Меѓутоа, бидејќи сме во тој сектор, нас ни се корисници на услугите и учесници во платниот сегашен систем сите банки, вклучувајќи и двата трезора. Исто така во собственичката структура се исто на компанијата се банките, значи станува збор за една стратегија за заеднички настав, значи многу е битна едукацијата, битна е информирањето, споделувањето на информациите, стратегијата, значи како ќе се почне во смисла со кои сектори би се почнало и од аспект на плаќачи и од аспект на прифаќачи. Треба да се има значи определен план како тоа да се имплементира и се разбира. Резултатите не треба да ги очекуваме на почетокот, можеби не во првата година, можеби не и во втората година, меѓутоа еве како што кажува европската статистика, од 2017 сега сме 2025 година, учеството на инстант кредитните трансфери во вкупните се просечно 27%. Меѓутоа имаме тука земји кои што скоро целосно работат само со инстант, веќе нема класични кредитни. Има земји каде што учеството е многу помало, значи многу зависи стратегијата која што главните играчи, да кажам, на оваа тема ќе прво договорот и потоа ќе ја следат. Да се надеваме дека и ние што поскоро ќе ги стигнеме тие земји кои што се главни играчи. Томановиќ, јас ви благодарам на интервјуто. Да, благодарам за можноста.